Ново издание на Автомагазин и ново возбудување. Дозволете ми да ве поздравам од Атина, од соседна Грција, каде присуствуваме на тест возењето на новиот Porsche 911 или како што во Porsche сакаат да го наречат 992. Имаме две верзии на овој модел за возење, купе и кабриолет. Но пред да ви ги покажеме и двете верзии и пред да ги видите, возбудите што може да се случат со овој модел на тркачка патека, но и во нормален сообраќај, ве поканувам да ги видите првите содржини на Автомагазин за денеска, а тоа се флеш вестите. Не делат само десетина дена од летните врвулици на автопатиштата. Поради зголемениот број на туристи и во Македонија на автопатиштата има зголемена фреквенција на сообраќајот. Една од тесните грла на нашите патишта се наплатните рампи, на кои доскоро можеше да се плати само во кеш или со кредитна картичка. Но сега имаме и нова солуција која ќе допринесе за зголемувањето на флуктуацијата на сообраќајот. Тоа е МТАК картичката. Што ни носи таа? Постојат две солуции за плаќање по електронски пат на патарината. Првата е со картичка која чини 100 денари и на неа можете да го надополнувате кредитот. Со влегувањето во посебната лента треба да застанете и да ја регистрирате картичката. Добивате сметка за тоа и контра информација уште колку кредит имате на картичката. Втората солуција е нешто поскапа. Треба 1200 денари да се плати за овој уред, но со него нема да треба да застанувате на патарините, туку да поминете со брзина од околу 20 км на час за да може приемникот да ја регистрира. И се прашувате што доколку влезете во лентата која е резервирана за електронска наплата на патарините. Тогаш ќе можете да го притиснете ова копче "Побарај помош", ќе добиете сметка во висина на патарината која треба да ја платите во рок од 24 часа во било која банка или пак на било која патарина. Во спротивно ќе биде наплатена патарината 5 пати повеќе. На почетокот електронските картички и тагови ќе се продаваат само во контролниот центар на јавното претпријатие за државни патишта кој се наоѓа на патарината во Петровец. Иницијално тие ќе може да се купат со 300 денари кредит, а ќе можат да се дополнуваат со износ по желба. Големо олеснување е што тоа ќе може да се стори и преку интернет. Предвидени се и попусти за поголеми суми. Набргу, по пуштањето на системот во употреба, тие картички ќе може да се набават и дополнат кај инкасаторите на наплатните рампи на секоја патарина. Секако продажната мрежа ќе биде проширена и со бензинските станици на автопатиштата и со други локации. Новиот систем за наплата ќе стартува само на патарините од правецот север-југ. Тој е од отворен тип и во моментов се надградува за да биде опфатен и коридорот кон запад, а со тек на времето ќе бидат вклучени и новите автопатишта. Врз основа на практичните искуства ќе биде постојано унапредуван со цел елиминирање на сите технички недостатоци и ограничувања кои ќе бидат забележани. Едно такво е и тоа што сега со една електронска картичка не може да се плати патарина за повеќе возила кои патуваат заедно. Неговото функционирање, но и следењето на целиот сообраќај на автопатиштата ќе се врши од контролниот центар во Петровец. На почетокот паралелно ќе функционираат и стариот и новиот начин за наплата. Со зголемувањето на бројот на електронски картички и тагови ќе бидат одвојувани посебни ленти низ кои ќе може да се помине само со нив, без можност за плаќање во кеш.
Категоријата на возилото врз основа на неговите димензии се одредува автоматски со помош на оптички сензори. Новост е и тоа што моторциклите кои досека плаќаа исто како и автомобилите ќе бидат одвоени во посебна категорија. Цената за нив ќе биде за 40 до 50% пониска. Помалку пријатна новост за возачите е што наскоро ќе биде пуштена во работа и патарината кај Гевгелија, а до крајот на годинава и оние кај Демиркапија и на автопатот Миладиновци-Штип. Реномираниот JD Power излезе со поинакви резултати. Освен само возилата, овој пат беа рангирани и дефектите што се јавуваат кај нив, а тие благо кажано делуваат изненадувачки. Според нив, најкритичен дел кај современите автомобили се трендовските технологии кои опфаќаат дури половина од регистрираните проблеми. Најмногу инфозабавните системи на кои се пожалиле 16,6% од возачите. Од друга страна, алармите и темпоматите им создале главоболки на 11 пати помалку луѓе. Зачудувачки делува што бројот на пријавени дефекти е поголем кај премиум производителите. Тоа го докажува фактот дека како најдоверливи се покажале моделите на Peugeot и Škoda, додека Volvo е единствениот премиум бренд меѓу првите 10. Експертите на JD Power оценуваат дека ваквите резултати ги прават купувачите скептични спрема новите технологии кои се повеќе се форсираат. Според нив, најмногу штета преку создадената недоврба ќе биде нанесена на автономните возила. Со истражувањето беа опфатени 11.500 сопственици на автомобили стари меѓу 12 и 36 месеци. Оценувани се скоро 180 параметри во возилата, од споменатите системи до вообичаените механички дефекти. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Иднината пристигна во Маранело. Ферари го представи својот прв хибрид и тоа со плагин можности. Го има префиксот SF, кој тука не значи научна фантастика, иако доскоро така ќе помислевме. Ако не прашувате, ние ќе кажеме дека значи супер Ферари, исто како и неговите перформанси. Ферари од секогаш бил синоним за перформанси. Навлегувајќи во новата ера на електрификацијата, новиот SF90 Stradale ги обезбедува
преку погонскиот склоп составен од V8 агрегат и 3 електромотори. Два од нив се сместени напред и освен за индивидуалната торк-векторинг дистрибуција на силата, се задолжени и за возење наназад. Бензинецот е твин турбо, по потекло од 488 писта и F8 трибуто. Унапредувањата што ги доби му ја покачија силината на 780 коњи. Поставене за 50 мм пониско во возилото, а спарене со нов 8-степен менувач со двојна спојка кој реагира за 200 милисекунди. Електричниот систем располага со мала батерија од 7,9 киловат-часа, која на SF90 страдале му овозможува да помине до 25 км со нула емисии. Во перформансниот режим на работа додава уште 220 коњи, со што бројката за максимална моќност во спецификациите на овој супер Ферари се изкачува на 1000. Со нив до 100 на час тој ќе забрза за 2,5, а до 200 за 6,7 секунди. Максималната брзина му изнесува 340 км на час, но побитно од неа е однесувањето во возењето. За тоа сериозна заслуга има и новата шасија. Со употреба на алуминиум и јагленородни влакна, таа е покрута и полесна. Тежината на овој уличен болид изнесува 1570 кг, од кои 270 отпаѓаат на електричниот дел од погонскиот склоп. Системот за стопирање има регенеративни способности, но сепак за максималната безбедност се грижи класичната хидраулика. Исто како и механиката, и внатрешноста на Ferrari SF90 Stradale е одраз на високата технологија. За управувачот со интерфейс чувствителен на допир е сместен 16-инчен заоблен екран како дигитална инструментабла. Виталните информации ги пренесува новиот head-up дисплеј кој може да се конфигурира. Конвенционалните копчиња на централната конзола сепак се задржани. Целиот интериер е направен така да може да ги канализира децибелите од моторот во октанската арија за двата патника. Колку се опфатно имаат работено инженерите на Ферари на овој модел се гледа и од дизајнот на возилото. Неговите основни конструктивни пропорции се одраз на хибридниот карактер на SF90 Stradale. Кабината е поместена нанапред, а аеродинамичните елементи даваат значајна потпора за пренесување на зголемената моќност. Задното крило е составено од два елементи, од кои активниот електрично е задвижуван за обезбедување максимална сила на прилепување. Внимавано е и на целокупната термика на возилото, која заради хибридниот погон значително изменета. Однапред гледано се забележува радикална еволуција на изгледот, но како и целиот автомобил заслужува само суперлативи. Пионерот на луксузните спортско-корисни возила и најдобро продаван модел на Lexus на сите времења доби фейслифтинг. Измените во дизајнот на RX за идната моделска година се еволутивни, бидејќи тој секако беше пред времето кога оваа генерација се појави во 2015 година. Како што обично бива, кај премиум марките редизајнот на Lexus RX е благ и се однесува на предниот и задниот потпис на возилото. Напред интервенирано е на маската и браникот, а светлата замагла се со нов изглед и поинаку сместени во него. Задните светла добија нова графика, а на силуетата се забележуваат малку поистакнатата карактерна линија и поголемите тркала. Како што доликува на Lexus, елегантниот и динамичен екстериер е комбиниран со високо функционална внатрешност. Третиот ред седишта во продолжената верзија има две позиции за седење, а нови конфигурации има и кај вториот ред. Можностите за конективност ќе ги прескокнеме и ќе се префрлиме на безбедноста, која дополнително е подобрена со адаптибилните Blade Scan светла. Според Lexus, тие осветлуваат делови од патот кои досега возачот не можеше да ги види, а истовремено помалку ги заслепуваат возилата од спортивната насока. Унапредената стабилност и прецизното управување го дополнуваат комфорот во возењето, кој одамна стана заштитен знак на Lexus. Тоа сега е дополнето со активниот систем за помош при свртување, кој го елиминира подуправувањето ако се притисне педалата за газ среде свиок.
Како клучен модел на марката, Ерикс ќе продолжи да го одржува својот статус меѓу купувачите со истите погонски групи. Бензинската верзија има 295 конски сили за 13 помалку од хибридната, која го има истиот 3,5 литарски V6. Моторизацијата за Европа не е објавена, но најверојатно ќе биде задржан дволитарскиот турбоагрегат со 238 коњи. Новост во понудата ќе биде двата F-Sport пакети, од кои првиот е чисто естетски, а вториот вклучува и механички модификации. Производството на редизајнираниот Lexus RX ќе започне во третиот квартал во Јапонија и Канада, а цените не би требало да се менуваат. Во чест на 100 годишнината од првиот авионски лет преку Атлантикот, Rolls-Royce подготви специјална серија од вред ограничена на 50 примероци. Со плафонот кој преку 1183 светлосни влакна ја покажува положбата на звездите и рутата на летот од 1919 година, секој од нив ја раскажува епската приказна за храбриот подвиг. Него го изведоа британските авиатичари Џон Алкок и Артур Браун со модификуван бомбардер од Првата светска војна. При тоа мораа да се подпираат токму над звездите, бидејќи радиото и инструментите за навигација им откажаа веднаш по полетувањето. Практично само двата Rolls-Royce Eagle 8 мотори, секој со по 20 литри работна зафатнина и 350 конски сили, работеа без проблем во текот на целиот лет. Затоа и овој колекционерски автомобил ја има истата ознака. Од стандардниот вред се разликува по двобојниот екстериер и интериер, затемнетите маска и тркала, специјалниот часовник и пар други софистицирани детали. Цената не е објавена. Повеќе години наназад се поприсутен тренд кај производителите е да го откажуваат своето учество на големите салони на автомобили. Причините главно се организацијски и финансиски, но свое влијание имаат и современите трендови на дигитализацијата на човештвото. Како алтернатива за премиерите на новите модели се наметнуваат некои други настани кои привлекуваат пошироко внимание. Трендот на бојкотирање на големите саеми за автомобили го наметна новата генерација на маркетери. Сметајки дека за далеку помал буџет ќе успеат да привлечат поголем интерес за новите модели, тие изнаоѓаат начини на алтернативен маркетинг. Така, на пример, Шкода на светското првенство во хокеј во Словачка неодамна ги представи обновениот Суперб и електричниот Citigo. Еден од производителите кои прескокнуваат по некој салон е и Форд, кој својата одлука ја правдаше со немање вистински новитети и во тој момент за публиката што ги посетува ваквите манифестации. А таа сепак се брои во стотици илјади, дури и милиони, што е факт што не може да се игнорира. Затоа и Форд место алтернативни решенија годинава нема да се откаже од франкфуртскиот салон. Иако ништо уште не е потврдено, појавувањето на новата гама кросовери меѓу кои и Пума не може да помине без нивно представување на ваков настан. Сепак оние што мислат дека традиционалните автосалони не се веќе интересни, ги има многу. Неофицијално бројот на оние што ќе отсуствуваат од Франкфурт се искачи на дури 22 некогаш традиционални изложувачи. Меѓу нив се Рено, Фиат, Волво, скоро сите јапонски компании и француските марки на PSA. Да не ги споменуваме луксузните производители како Rolls-Royce, Aston Martin или пак Cadillac. Јасно, угледот на манифестацијата до последен здив ќе го бранат домашните германски производители, меѓу кои се уште се смета и Opel, но и тие ќе се појават поскромно, бидејќи за приказната да биде целосна, треба да се спомене настапот на BMW од пред 2 години, кој чинеше дури 25 милиони евра. Франкфуртскиот салон годинава ќе ги отвори своите врати за посетителите на 12 септември и ќе трае 10 дена. Влезницата ќе чини 15 евра во викендите и 13 евра во работните денови. И најдоброто го оставяме на крај.
Porsche 911 во својата 8 генерација ја покажува технолошката надмоќ на марката од Zuffenhausen. Ние се наоѓаме за прво возење со купе каросеријата на Мегара Ринг покрај Атина, каде што ќе ги доведеме до крајни можности изведбите со погон на задни тркала и се разбира со погон на сите 4 тркала. Има многу иновации во Porsche 911, но тие се наоѓаат испод каросеријата на возилото. Пред се, употребени се многу лесни материјали, алуминиумот е на секаде. Затоа 911 е сега поагилен и подинамичен. Исто така, има подобрувања во управувањето на предната оска, но има и многу интересни остварувања во внатрешноста. Едното е од 5 возачки модови кои може да се користат во овој автомобил. Но, мене ме занима како ќе се однесува новиот 3-литарски битурбо мотор со 450 конски сили. Секако дека инженерите на Porsche направиле едно совршено дело, но да видиме како функционира на патека. И доаѓа времето да ја испробаме оваа вистинска убавица на патека. Она што треба веднаш да се знае дека во многу нешта е сменета во однос на претходната генерација. Пред се 911 во изведбата 992 е нешто полесна од претходничката. Тоа значи дека се употребени многу полесни материјали за да се добие на експлозивност во возењето, но исто и да се добие во градски услови линеарност на забрзување. Значи да се избегне она динамика која можеби и не е најпријатна во градски услови на возење. Веднаш излегувам на патеката и го менувам модот на возење во спорт. Инаку, оваа стаза е долга 2100 метри и спаѓа во оние технички стази, но на неа може исто така да се добие поголемо забрзување и јас го користам секој метар од патеката да ја испровоцирам оваа каросерија. Но таа е опремена со 4 погон на 4 тркала, само да се извлечам од оваа кривина. И повторно, ќе повторам, погонот на 4 тркала дава една посебна автономија во возењето и посебна сигурност. Менувачот е 8 степен и од 3-литарскиот битурбо мотор од 450 коњи вади максимум. Но се обидувам повторно да испровоцирам каросеријата, но таа не се дава. Едноставно, мора да направите многу глупости за да ја испровоцирате оваа каросерија во модот на возење спорт. Но тоа не е се што нуди Carrera 4S. Таа има мод и спорт плюс, кој овозможува малку повеќе да се ангажира знаењето на возачот и јас тоа ќе го направам сега, но некои посебни промени во однесувањето нема. Она што е важно да се каже за Carrera е дека 8-та генерација е врв на техничката понуда, но и на естетската, бидејќи Porsche нуди исто така и еден програм со кој може да го индивидуализирате изгледот на вашиот автомобил. А оној кој има повеќе од 180.000 евра да плати за еден ваков автомобил, можеби во секојдневното возење нема да може да ги осети сите благодети. Ова беше добро и весело. Не може да ги осети сите благодети на потенцијалот што може да го пружи Carrera, барем не на улица. Инаку во одредени делови на правецот кој е долг негде околу 800 метри, успеав да постигнам брзина од 190 км на час, што не е за занемарување. Експертите велат дека Carrera 4S може да постигне без никаков проблем повеќе
од 320 километри со овој мотор, со 3 литарскиот битурбо од 450 коњи. Вториот дел од возењето го посветуваме на 911 Cabrio, модел кој го покажува не само статус символот на собственикот, туку и животниот стил. На овој автомобил за трансформација од покриена верзија до отворена потребни се само 14 секунди. Ова е вистинска убавина, да се биде задуправувач на моќен автомобил кој има 450 коњи и ви нуди едно поинакво чувство за да управувачот, бидејќи техничките својства се во многу нешта подобрени во однос на претходната генерација, особено управувањето, како и всисувачите за воздухот на предната и на задната страна, па така е профитирано да биде возилото уште потивко. Се забележува дека и нема толку многу микровибрации типични за кабриолет каросерија, бидејќи е употребен во голема мерка алуминиумот, не само во основата на автомобилот, туку и во вратите, во целата школка е употребен алуминиумот. Оваа верзија има погон само на задните тркала, но со помош на електрониката, која има дури 5 пресета за возење, стабилноста е загарантирана. Од техничките податоци ви ги објаснив во купе каросеријата, но тие истите се вметнати и во кабриолетот. Овие кривудави патишта ни овозможуваат да ги почувствуваме сите можни сценарија на возење. А кога сме кај возењето, можам да кажам дека е вистинско уживање да се вози покрај морската обала ваков кабриолет, бидејќи сите чувства се задоволени. Од егото, бидејќи седам зад управувачот на една вистинска легенда, па се до техничките својства, но и задоволени се сетилата на вид, на слух и на мирис. А исто така се дише прекрасен морски воздух измешан со зимзелена шума. Кога зборуваме за цената на 911 Cabrio, јас не можам да се изначудам. Пред се, тој е поевтин, замислете, од купе верзијата. Од Porsche Македонија ме информираа за цените и кабриолетот во оваа изведба, значи во изведба со погон на задните тркала, чини 170.000 евра. Неопходно е да истакнам дека иако овој мотор има битурбо, не е голем потрошувач на гориво. Во моето возење ја забележав потрошувачка од 12,7 литри. Прекрасно е кога можете да застанете и да уживате во околината. Уживам во погледот на морето и звукот што го прават брановите. Ова е она што ни недостасува на сите кои живееме во урбана средина. А овој звук, впарен со лаунч контролот кој ја возможува на вистина убаво забрзување, е она што мене ме прави посебно весел во однос на возењето на ова бега во возењето на 911 Cabrio. За жал, времето за нашата емисија истекува, но времето на моето уживање зад управувачот на 911 Carrera Cabrio од серијата 992 уште не е завршено. Јас ќе продолжам да уживам зад управувачот на овој вистински убавец. А што да се каже за крај? Единствено ми е жал што немам 170.000 евра за да возам ваков автомобил во приватен живот. Но тука е убавината на мојата работа. Можам да уживам во овој автомобил без да платам ниту денар. Јас ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 7 дена. Пријатно!